и не ги заборавил нашите срца, кои сме денес. И Бог ветува во тоа слово дека ќе испрати некои кои ќе се надеваат на Него, кои ќе му веруваат, кои ќе го следат, ќе испрати некои во кого има спасение и живот, зборувајќи за својот единороден возлюбен Син Исус Христос. Во Него е спасението. И тој подсетува исто така дека земјата оваа ќе помине и ќе исчезне како дим. Се што е на неа. А спасението Божјо нема крај. Нема пречка и препрека за тој да спаси некого. Кога едно срце се свртува кон Него и го бара Него. Искрено, од длабочината своја. Оваа четврта недела зборува и сака да не подсети за љубовта Божја. Секоја од тие 4 недели зборуваат на една тема, како што се радоста, мирот, надежта и сега за љубовта. Сакајќи и тие текстови да не поттикнат да размислувам уште повеќе за таа љубов Божја. Но едно прашање тука до сите вас. Зошто дојдовте ово утро овде? Кој беше поводот? Верувам дека повеќето, ако не сите, доаѓаат затоа што откриле дека навистина вреди да се биде во присуството Божие околу Словото Божие. Затоа што имат љубов во своето срце кон живиот Господ. И уште еднаш сакаат да ги слушат Неговите зборови, да го слушат Неговиот глас, да бидат уште еднаш охрабрени, поттикнати или да благодарат заедно, да прославуваат заедно, да имаме заедништо едни со други, преку таа љубов која не поврзува. Сите ние имаме потреба од Божијата љубов, како што секое мало дете има потреба од љубовта на родителот. На својот татко, на својата мајка. И не само тоа. Имаме потреба и од повеќе љубов. Љубов од браќата, од сестрите, од пријателите, од роднините, од другарите. И насекаде ја бараме. Бидејќи сме откриле дека тоа е нешто добро. За нашиот живот, за нашите срца. Кога двајца млади тргнуваат на еден заеднички пат, се надевам дека секој пат поводот за тоа е љубовта која се родила помеѓу нив. И тие почнале да се движат заедно или почнале да го градат нивниот заеднички живот. И одново во нашиот живот имаме потреба да слушнеме зборови кои ќе ни дадат одредена сигурност. Зборови кои ќе не пресведочат дека не сме сами или нема да останеме сами. Дека колку и да не биде тешко некој ден, имаме или ќе имаме некој кој што стои и ќе стои покрај нас. И затоа не само љубовта, туку и се заветуваме еден на друг или еден пред друг. Преку љубовта. Дека ќе стоиме еден покрај друг. Не само гледајќи го, туку помагајќи си еден на друг.
така и Бог не зборува само празни зборови. Преку своето слово, упатувајќи ги до израелците, упатувајќи ги до разните народи, па и до нас денес. Тој не зборува празни зборови, туку од својата голема љубов која има и кон нас, тој не испраќа ветувања. Ветувања на кои што можеме целосно се потприме уште на самиот почеток на оваа нова година. Колку прекрасно нешто! Кога можеме да ја стартуваме годината, да ја почнеме и да се фатиме за нешто цврсто и да се држиме. Да знаеме дека тоа ќе го издржи нашиот товар и нашиот терет, дека ќе не носи. Во разните ситуации, и во убави, и во неубави денови, и во добри, и во лоши, и кога ќе се радуваме, или кога ќе тажеме. Бог ги испраќа своите ветувања. И токму како псалмистот во Псалмот 121 можеме и ние да кажеме со пресведоченост: ги кренав очите мои кон горите, од каде помош ми пристига или ќе ми пристигне. И со уште поголема пресведоченост: мојата помош е од Господа кој ги создаде небото и земјата. Зарем тоа не е прекрасно да можеме целосно да му го довериме нашиот живот и во таа нова година? За кого што многу пати сме се увериле дека ни ја испраќа својата помош во право време. Не благословува, не охрабрува, не поттикнува, не подкрепува. Колку пати само сум слушал, а и сум доживел, како браќа и сестри во верата велат: во таа ситуација, ако не беше Бог, не знам што ќе беше со мене. Кој знае каде ќе бев сега? Што се ќе се случеше со мене? Не можев да замислам такво нешто да поднесам. Таква тага, таква болка, таква загуба, ако Бог не беше со мене. Јас исто велам, ако Бог не ме пронајдеше, уште кога бев помлад, кој знае каде ќе бев сега? Заглибан во животот. Но ги слушнав Божиите зборови, неговите ветувања, се предадов на него и веќе 30 години тој ме води. Ниту ден не ме оставил. Дури и тогаш, може би, кога сум мислил како да е далеку некаде Бог, за одредено време се пресведочував повторно во истото и повторно. Бог бил тука и се уште е тука. И тој действувал на свој начин. Може би не на начин на кој што јас сум очекувал, но действувал на свој начин во мојот живот и водел секон добро. Овде во Словото Божие се вели: приклонете го увото кон мене, зашто од мене ќе излезе закон и мојата правда ќе ја поставам за светлина на народите. Моето спасение изгрева и мојата рака ќе ги суди народите. Островите ќе се надеваат на мене и ќе се надеваат на силата моја. Кренете ги очите кон небото и погледајте на земјата. Небото ќе исчезне како дим и земјата ќе изветви како облека, а жителите нејзин исто така ќе изумрат, а моето спасение е вечно и правдата моја нема да престане. Моето спасение и сите оние што му се предале на него ќе останат, ќе се радуваат и ќе живеат со својот Господ. Бог не ни ветува дека во нашиот живот ќе не зачува од сите неволи, од сите потешкоти,
но тој едно сигурно ни ветува, дека ќе биде со нас во секој ден и во секоја една ситуација. Дали ќе ни треба сила, или охрабрување, или нешто друго, тој е спремен да ни го даде и ќе ни го даде според своето ветување. Колку убаво е кога можеме да се подпреми едни на други во годината пред нас, учејќи се од таа верност Божја, и ние еден на друг да си бидеме верни, да се служиме за подпора. Следењето на Христос и верата во Него не е само некоја теорија, со која што мнозина се залажуваат и само површно го живеат својот живот. Следењето на Христа и верата во Него треба да се покажува и докажува секој ден одново. Тука, на ово место каде што си. Секој ден да биде подпора на другиот, подкрепа на другиот, да биде радост и веселба на другиот. Дали тоа е така? Доаѓајќи овде, треба постојано да се учиме од тоа што Бог ни го открива во Словото Своje. Да го преоформуваме нашиот живот и се повеќе да го усагласуваме со Неговата волја. Учејќи се од Неговата верност и ние да си бидеме верни еден на друг. Не како фарисеите и садукеите, кои постојано бара некоја грешка во другиот, или некоја слабост, некоја немоќ, туку кога ќе се открие тоа, важат Исусовите зборови: милост сакам, а не жртва. Милост, нешто практично, нешто на дело, нешто што ќе ја покаже твојата љубов, што ќе го подигне другиот, што ќе го охрабри, што ќе го поттикне. Не да покажеш дека си подобар од другиот, повеќе си ги разбрал нештата, или повеќе си пораснал во знаењето. Милост сакам, вели Господ Исус. Тоа е нешто многу поважно од колку правење и принесување на било какви други жртви. Колку и да го жртвуваш твоето време за делото Божјо, ако нема милост во тебе, знај дека ќе биде напразно се. И во оваа година Бог сака и ти да бидеш столб и подкрепа за другиот. Како што Тој ни ветува да се држиме за Него, и кога се држиме за Него, дека Тој ќе биде со нас. Ако ние малку се свртиме кон Него, Тој целосно се свртува. Така и еден спрема друг да се однесуваме, почитувајќи се, вели, еден друг, сметајќи го другиот за поголем од себе си. За поголем од себе си. Не дека ти или јас сме поголеми од другиот, кој е до тебе, околу тебе. За поголем од себе си, за поважен од себе си. И што вели Господ Исус на своите ученици во Евангелијата? Љубете се помеѓу себе. По тоа ќе ве познаат дека сте мои следбеници. Љубете се помеѓу себе. А љубовта подразбира чекори на дело. Практични нешта во животот, во секојдневието. Зашто небото ќе исчезне како дим, а моето спасение е вечно, вели Бог. Додека еден ураган беснел низ Мексиканскиот залив и се приближувал до бреговите на Америка, предупредувањата биле страшни. Еден службеник, сваќајќи дека силата на ветрот веќе достигнала 240 км на час,
огромна брзина и сила, го издал ова предупредување. А луѓето кои биле по едно населено место: ве молиме да ги напуштите вашите домови. Но, ако сепак одлучите да останете, нема да можеме да дојдеме до вас и да ве спасиме. Напишете го вашето име, адреса и информации на некој близок роднина, ставете го тоа ливче во некоја кесе, затворете го добро и ставите го во својот джеп. Молете се сепак да не дојде до тоа. Спасувачките екипи знаеле дека кога ќе удри ураганот на копното, потоа ќе може само да се согледаат неговите разорни последици. Целосно безпомошни ќе можат да го гледаат тоа. Тие зборови кои што Бог ги упатува, ги подсетува израелците во Стариот Завет. Секој пат кога се соочувале со некој природно или духовно искушение, неговите зборови, Божиите зборови секој пат биле недвосмислени и полни со надеж. Ветувајќи го неговото присуство и покрај уништувањето, Бог на многу места ги предупредуваше: кога ќе отидете во таа земја, ако ме почитувате, ако бидете со мене, ако се држите за мене, јас ќе бидам со вас, јас ќе ве благословам и преблагословам, јас ќе ве водам. Но, ако сепак одлучите поинаку, отстапите од мене, ќе се наследите проклетство, ќе ја предадам на маки и на непријателот ваш и ќе страдате многу. Но Бог не застанува таму. И кога во маката своја ќе повикате кон мене, ако се обратите кон мене во маката своја, јас ќе ве чујам. Ако повикате од се срце. Ако се свртите кон мене, од се срце, повикате кон мене, јас ќе ве чујам и во тежок ден ќе ве избавам и вие ќе ме прославите. Или ти ќе ме прославиш. Понатаму Словото Божие читаме дека овој свет ќе биде целиот уништен, оваа земја, затоа што Бог создава ново небо и нова земја. Не само тоа, во деновите пред нас не знаеме што се ќе доживееме. Многу пати читам во последните месеци дека на светот му се заканува нуклеарна војна, која всушност и веќе е отпочната. Разни застрашувања и заплашувања, војни, немири на разни страни. Не знаеме што се ќе донеси утрешнината. Но колку прекрасно е кога знаеме на кого можеме да се подпреме. Во тоа што не го знаеме, да се подприме на некого што го знаеме. Да кажеме: Господи, сето тоа причинува некој страв, некоја неизвестност, но знам дека Ти сигурно водиш. И во време, и во невреме се предавам во Твоите раце, на Твоето водство, на Твоите планови. И во време, и во невреме Бог сака да биде покрај нас и да не води и да не доведе до крајната цел. Тој тоа го прави и ќе го направи само за оние кои од срце се обраќаат кон Него. За површност нема место кај Него, туку само кои од срце одлучуват да го следат, да му служат и да го сакат. Да, Бог ги испраќа своите ветувања, а Тој чека од нас само нашето внимание, нашата одлучност да се препуштиме на Него како во еден спасувачки чамец, да не подигне и да не поведе
на место сигурно и безбедно. Бог сака да биде нашиот водач и во оваа година, па и понатаму. Нека секој ден му го дозволи тоа нешто да биде воден од него. Затоа што Бог ветува, но тој и исполнува. Нека тој биде прославен кога во Исус Христос ни ветува и на нас, дека ќе биде со нас преку сите денови до свршетокот на светот и секој ден одново и одново. Наше е да не се плаши срцето наше, да му веруваме, да го сакаме и да го следиме во нашето секојдневие. Тој нека биде прославен кој единствено достоен за слава и за чест. Сега и во сите векови. Амин. Нека во продолжение да испееме заедно песната број 292. Слушнав дека ме љуби Исус, дека кон мене е милостив. Знам на вистина тој дојде овде да ме спаси од сигурна смрт, од смрт. Да ме спаси од сигурна смрт. Дојде за мене. Исус слезе од небесен трон, умре на крстот сам, да ме спаси од суд. 292 број. Слушнав дека ме љуби Исус, дека кон мене е милостив. Да тој дојде овде, да ме спаси од сигурна смрт, од смрт. Да ме спаси од сигурна смрт. Дојде за мене. Дојде за мене. Исус слезе од небесен трон, умре на крстот сам, да ме спаси од суд. Слушнав дека крстот беше распнат, крвта невина ја пролеа. Сега знам дека за мене умре, дека за мене крвта ја пролеа.
славен дом за мене. Дойде за мене. Дойде за мене. Исус слезе от небесен трон, умре на кръстът, да ме спаси от суд. Слушнав за победа на грехот и за чудесен мир в душата. Сега знам дека победа имам. Не сум повеќе јас роб на гревови. Не сум повеќе јас роб на грев. Дойде за мене. Дойде за мене. Исус слезе от небесен трон, умре на кръстот сам, да ме спаси от смърт. Пред малко добивте стихчиња. На почетокот од оваа година, нека секој ден си го смета тоа како една порака која Бог му го испраќа. Подсетувај се почесто на тој стих, прочитувај си го во разните ситуации во твојот живот и во оваа година и размислувај за тоа што сака Бог да ти каже или како сака да те благослови. Сега ќе ве замолам да ги отворите песнарките кои се околу вас. На страна 509. Страна 509 и може да се изправите. Нека биде прославен Бог и Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос. Драги сестри и браќа, со благодарност пристапуваме кон трапезата Господова. Бараме заедништво со Него. Затоа, нека да се преиспитаме себе си пред Бог. Небесен Татко, Ти во Христа не направи Твои деца. Опрости ни, што овој повик од Тебе често пати многу малку го ценевме. Опрости ни кога правевме зло и го оправдувавме. Опрости ни што се повлековме од одговорноста за нашите ближни и нашето општество.
Опрости ни што преку нас многу малку луѓе се придобиени од Твојата љубов. Нека во тишина ги изнесеме нашите молитви пред Бог. Гледајте каква љубов ни дал Отецот да се наречеме чеда Божии, а тоа и сме. Преку Исус Христос ни се опростени нашите гревови. Амин. Нека да го прославиме Бог за чашата преку која што добиваме благослов и за која сме благодарни, преку која ни е овозможено заедништво со постраданиот и воскреснат Христос. Нека да го прославиме Бог за овој леп што го споделуваме и за кој сме благодарни, преку кој ни е овозможено заедништво со постраданиот и воскреснат Христос. Нека да го прославиме Бог што сепак сме едно тело во Него и покрај тоа што сме поединци, како што сега заедно со вера јадеме од еден леп. Сега на ово место, секој ден сме слободно да ги оставя песнарките, да се сврти околу себе или да излезе од клупите и да му посака на другиот Божиот мир. А после тоа ќе испееме заедно уште една песна, број 411. Со понизност јас доаѓам пред овој спомен драг, о Исусе, за смртта ти јас пак си спомнувам. 411 број. Со понизност јас доаѓам пред овој спомен драг. О Исусе, за смрт јас пак си
Те прославуваме Боже на небото и земята, Ти се смири на Твоите създания и во Исус Христос стана човек. И благодариме за избавувањето кое ни го возложи пред кръста. Те молиме, изпрати ни го Светиот Дух, освети и обнови ни во тело и душа, за преко овој лет и оваа чаша да го примеме телото и кръвта на Исуса Христа за наше спасение. Господ Исус, онаа ноќ, кога го предадува, зеде леп и откако заблагодари, го прекрши и рече: земете, јадете, тоа е телото мое, кое се крши за вас. Правете го тоа за мој спомен. Исто така, зеди чаша по вечерата па рече: оваа чаша е новиот завет во мојата крв. Тоа правете го кога ќе пиете за мој спомен. Зашто секогаш кога ќе го јадете овој леп и ќе пиете од оваа чаша, вие ќе објавувате смртта на Господа додека тој не дојде. Војна е тајната на верата. Христос умре, Христос воскресна, Христос ќе дојде повторно. Дојдете со радост, јадете од неговиот леп и пиете од неговата чаша. Примете од неговата полнота благодат врз благодат. Може да седнете. Секој ден кој тука е поканет да земе дел, хлебот и виното, кои крстуваат телото и крвта на Господ Исус Христос. Тоа вели: дојдете
мене. И се дека јадете и пиете, тој или тоа вино, вие ќе обувате смртта на Господа додека тој не дојде. Со тоа признаваме и го прославуваме Господ Исус Христос дојде во овој свет, плати за моите гревови. Плати за да живи. И преку тоа одново се подсетуваме со благодарност срцата наши во наши очи. Затоа, секој ден покане, да ги почнемо од мојата лева страна, тук горе, колку што има простор, а потоа се разлужи. Група, секој. Некој не може да се качи горе да дојде, нека дигне рака, нека остане во копата, ќе дојде наскај него поради здравствени причини, ако некој може.
И така, ако сте воскреснали заедно со Христос, барајте го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислите за небесното, а не за земното. Зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христос во Бога. Ако ќе се јави Христос, вашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. Одете во Неговиот мир. Словото Христово изобилно нека се всели во вас. Во секоја мудрост да се учите и да се советувате еден друг со псалми и химни. И со духовни песни, пеејќи му на Господа со благодарност во срцето наше. И се што правите со зборови
или со дело. Правете го во името на Господ Исус Христос, благодарејќи му преко Него на Бога и Отца. Молете се во Неговиот име. Амин. Сега повторно ќе замолам да се исправете и ќе се помолиме. Милостиви Боже, преко Твојата трпеза можевме да вкусиме и да видиме колку многу не сакаш. За тоа сме Ти благодарни. Оспособени да живееме од помирувањето со Тебе и во мир еден со друг. На Тебе сакаме да Ти служиме со целата наша сила. Зачувај ни е радоста во Тебе и во тегобите на нашето секојдневие. Се доверуваме на Твоето водство, со надеж и радост во Тебе ќе го одиме нашиот пат. Доведи ни до целта и овозможи ни да имаме дел на трапезата во Твоето царство. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и опрости ни долговите наши, како што и ние им ги опростуваме на нашите должници. И не воведувај во искушение, но избави од лукавиот, зашто е Твое царството, и силата, и славата во сите векови. Амин. Може да седнете. Што се однесува до информациите, следната богослужба ќе биде на 7 јануари, Божикната богослужба во 10 часот. Не знам, само не ми кажа дали ќе имате некоја детска програма, нешто дополнителна програма или знае некој или? Моли? Сабајли и вечер ќе се деси, така ли? Саат имате одредено? Или на 7 сабајли ќе дознаете? Во колку саат ќе поручите? Децата, ако имат нешто припремено, може да ни представат што имат припремено. Браво. Со ова сме при самиот крај на оваа богослужба. Благодараме на децата. Сега за на крај ќе замолам повторно да се исправете. Ќе испееме првата строфа од песната број 216, заедно со рефренот.
и ќе завршиме со благословот. 216, првата строфа и рефренот. Води ме, Спасителе, и јас да не залутам. Сигурен сум со Тебе, иди до крај со мене. Води преко целиот мој живот. Кога се ми пропаѓа во Тебе Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бог Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека биде и остане со сите вас сега и во сите векови. Амин.